Се наоѓам во непосредна близина на објектот на јавното предпријатие Водовод и канализација. Се уште е пријатно надвор, доколку сакате можете да излезете да прошитате. Ке разговарам со Зоран Недевски, директор на секторот за наплата. Добро утро, како сте утрово? Добро утро и од мене, добро, благодарам. Деновиве имаме поројни дождови не само во градот Скопје, во целата држава, конкретно за градот Скопје. Колку јавното предпријатие Водовод и канализација имаше проблеми со поплавување на јавни површини, на коловози, тротоари, преливање на атмосферската канализација? Видете, јавното предпријатие Водовод и канализација не е прв пат да се среќава со вакви работи. Впрочем, тоа е и основната функција и дејност, една од основните дејности на ова предпријатие, значи одржување на канализациониот систем во добра кондиција со цел да не се случат поплавувања, приливање и ред работи. Меѓутоа, кога се случуваат вакви временски непогоди, буквално ова се беа очекувани, значи вакви невремиња. Нашите екипи беа спремни, оперативните сектори кои што беа вклучени во санирање, отпушување, средување, доведување на фекалната и атмосферската канализација во идеална состојба, значи постојано беа на терен од почетокот, значи на невремето, уште пред самиот почеток на невремето и до завршување на невремето. Значи, ние годините наназад, а и во иднина ќе функционираме на тој начин и мораме да функционираме на тој начин, да бидеме подготвени 24 часа да ја дадеме услугата на граѓаните и граѓаните да бидат безбедни. Имате акција пожелна за должниците, можам да кажам така малку неформално, меѓутоа почнавте акција за исплата на долгови без камата. Од кога почна до кога ќе трае и за кого се е наменет? Токму така. Кои се и условите практично за исплата? Значи, ова јавно предпријатие уште еднашка покажува дека се грижи за граѓаните, за корисниците на услугите. И за таа цел, во координација со другите две јавни предпријатија, со Комунална хигиена и паркови и зеленило, донесени се одлуки од страна на управните одбори, значи на трите јавни предпријатија, за наплата на долговите кои што ги имаат корисниците на нашите услуги без пресметана камата. Оваа акција започна на 26 и ќе трае до 31/7. Значи во овој интервал корисниците на нашите услуги ќе може да ги подмират долговите кои што ги имаат кон предпријатијава без пресметана камата, со тоа што ние како предпријатие сепак бидејќи се грижиме за корисниците, ги разбираме нивните проблеми, овозможуваме долгот да го подмират, да го сервисираат и на неколку месечни рати. Така да во зависност од висината на долгот кој што го имаат корисниците на нашите услуги, истиот можат да го сервисираат физичките лица на 48 месечни рати, додека правните лица на 24 месечни рати. Тука кај вас на шалтерските служби како е начинот на Значи, да се направи договор или? За сервисирање на долгот со отплата на рати ќе мора физичко присуство, значи на корисникот кој што ќе го склучува договорот и истото мора да го направи во просториите на јавното предпријатие Водовод и канализација, со тоа што да напоменам дека договорите за отплата на рати се склучуваат секој работен ден од понеделник до петок, значи, бидејќи нотарите тогаш работат, затоа што нашите договори се со нотарски заверки и истите се генерираат, се прават, значи, договорите во периодот од 7:30 кога почнуваме до околу 14:30 часот. Мислам дека убава можност и долг е периодот, можеби некои се на годишен одмор да се вратат и да убава можност долго да се исплати без камата, што е така еден апел од моја страна, значи со самото ова избегнуваат да, како да речам, да спасат дел од домашниот буџет и да го искористат да го пренаменат за други работи. Значи избегнуваат не само плаќањето на камати поради задоцнато плаќање, ќе се избегнува и понатамошни процесуирање на
долговите кои што се утужени, да кажам, значи понатаму може да се процесуираат истите до извршители, па да имаат дополнителен трошок од таа гледна точка и од извршни трошоци и од исклучување, сето тоа е оптеретување на домашниот буџет. Апел до граѓаните, до корисниците кои што имаат неподмирени долгови да ја искористат оваа можност и да си ги подмират своите долгови. Да сме кај апелите допред некој ден пред да почнат овие временски измени, односно пред да имаме обилни врнежи од дожд. Лето е, на прагот на летото сме, секогаш има апел јавното предпријатие Водовод и канализација за рационално користење на водата за пиење. Така. Значи летото убаво кажавте, само што започна на прагот сме на летото, веќе имавме еден топлотен бран, еден топлотен удар со температури околу 40 и над 40 степени. Значи нашите апели се постојани, допрва не очекуваат, значи високите температури, допрва треба да се справуваме со високите температури и допрва ова предпријатие треба да се грижи да ја испорачува услугата, односно водоснабдувањето до граѓаните на градот Скопје. За таа цел еден апел од моја страна, од страна на јавното предпријатие Водовод и канализација за рационално користење на водата за пиење, да не заборавиме дека водата е потребна за пиење, не за полевање, значи полевањето да го одложиме некој ден. Значи и на тревниците, и на големите површини, и на улиците, и разладување на крововите, и полнењето на базени, и сега да не набројувам уште ред работи, да не заборавиме дека овој благодет живот значи, и да бидеме малце рационални и свесни, сепак да оставиме нешто и за еднината, да оставиме нешто позади нас, нели? Така. Верувам дека да не се грижиме дека вода за пиење Рашче сепак е непресушен извор, или сепак да бидеме внимателни онака како што вие кажавте. Значи, рековте, Рашче е непресушен извор, меѓутоа треба со свест и со совест и со разум да се користат и тие непресушни извори, може би еден ден ќе пресушат, ме разбирате. Затоа велам, треба да се грижиме самите за благодетите кои што ни се дадени, меѓутоа треба да се грижиме и овие предпријатија да опстојат, да можат да ја донесат таа вода и тој благодет до нашите домови. Заемна е несомнено корисници јавни предпријатија, заемна е соработката, треба едни на други, може би неформално ќе кажам, да си помагаме, затоа што ќе биде многу подобро за општо јавно. Так. Добро. Так. Зора Недевски, ви благодарам за директното вклучување во утринската програма на Македонската телевизија. Се гледаме во следна прилика. Ви благодарам и вам, имајте пријатен ден. Благодарам.